civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Државата дали треба и како може да се движи кон тој европски пат? Дека ни е потребна Европа, на нас ромите највеќе ни е потребна. Општо познато е дека само во нашата општина 50 и повеќе посто од жителите на општина Шуто-Оризари веќе се гастарбајтери во некои од европските земји. Нивниот начин на живот таму покажува дека Европа и текако е потребна на Македонија, на нас ромите највеќе. Се стремиме кон Европа со тоа што сите политики кои актуелната влада, претходната и актуелната што ќе бидат насочени кон тоа да бидеме дел од Европа. Сакаме да бидеме дел од Европа затоа што мислиме дека младите заслужуваат подобри шанси. Затоа што младите ќе гледаат подобра иднина со тоа што ќе имаат шанси фирми странски да доаѓаат тука и она што нашите млади овде го учеа, го научија, можат да го дадат на тие фирми што во моментот или во претходниот период тоа за жал го немаше. Имавме младина која се гледаше само да завршам високо образование, да магистрирам, да докторирам, да бидам политичар и така да бидам успешен. Мислам дека со европеизација на Македонија ќе имаат младите шанси и во приватниот сектор да се докажат пред се нашите роми. Така да ромите мислам дека се едни од најголемите поддржувачи на тоа дека Македонија треба да биде дел од Европа. Тоа мислите дека ќе придонесе за намалување на одселување на младите надвор од државата, а пред се и ќе има европски вредности во кои што ќе нема дискриминација? Баш тоа и го кажав. Значи, тука имаме, да речеме, сега еден куп, една дузина млади кои завршија високо образование, меѓутоа немаат шанса за вработување, онака да се докажат токму во својата област. И со тоа што ќе дојдат странски инвеститори во нашата земја и ќе добијат шанса тие млади да се докажат без разлика и од која националност. Општо познато е дека во Европа вреди знаење, не гледаат која националности, ако имаш добро CV, ако имаш добри резултати позади тебе, ќе бидеш примен и ќе бидеш соодветно исплатен за тоа. Што, да речеме, во изминатиот период не беше шанса во нашата земја, со тоа што нели ромите ги гледаа као минималка од 9000 денари, ромите ги гледаа као социјала, дека они треба да работат само на метла, што не е случај во европските земји. Значи, јас лично имам пријатели кои добија шанса во големи фирми, како што се Siemens, Google и други да работат и да бидат раководители на сектори таму, роми. И воопшто не се кријат. Иако има и негативни искуства, исто во Европа, меѓутоа тоа се многу помалку од оние искуства кои ги имаме како позитивни. Така да се надевам дека во наредните години многу брзо Македонија ќе стане дел од Европа и ромите ќе добијат шанса да бидат еднакви како другите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.